Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Ете, за жал, живееме во суеверно општество, каде што се прават многу суеверие со цел да се постигне некоја цел. Магиите се распространете насекаде, вражалството и секакви други суеверија кои што се присутни во нашето општество. А има и такви кои бараат решение од вражалци, бараат совети за секое нешто што е од животна важност за нив и нивното семејство. Ако сакаш да не си роб на овие суеверија, послушај оваа тема која трае само неколку минути и ќе согледаш на кој начин можеш да си слободен од сите стравови во тебе кои предизвикуваат душевна парализа. Еве така ќе се изразам, душевна парализа. Проблемот со луѓето е во тоа што ја отфрлија Библијата, Светото писмо, и се свртија кон секакви сатански дејства, кои не само што се штетни за овој живот, туку ги води во вечна смрт по смртта, односно вечната мака. Библијата е единствена книга, која ги забранува овие појави и не дозволува ниту да се спомнуваат како такви, а камоли да се практикуваат како што Господ Бог му заповеда на израелскиот народ своевремено, кога ќе влезете во земјата што ви ја давам, немојте да ги спомнувате нивните идоли, нивните божества, богови. Магиите се практикуваат и во најсовремените општества. Тие стари вештини се уште се актуелни за жал. Бог да им е напомош на сите фатени во таа стапица. Но многу луѓе се плашат од магии, односно, дали може некој да ти направи магија, откако си станал верник? Или, општо земено, дали некој може да ти направи магија? Многу луѓе имаат страф од магии, проклетства, уроци. Имав прилика да слушнам на телевизија некои вражалки, како им кажуваат на своите слушатели, дека немаат среќа во бракот, во работата или имаат болест само затоа што некој нивен близок, најблизок, им направил магија. Потоа, со разни манипулативни средства, им објаснуваат што треба да направат за да се ослободат. Пред неколку години сретнав некои такви, а и повеќе мина, кои беа под влијание на таквите духови и некако се обидов да ги одвратам од патот по кој тргнале, но не успеав. Тие беа убедени дека само ако отидат при тој и тој човек, ќе се ослободат од сето проклетство и магијата во домот што го имат, за синот што е болен, што не е женет и така натаму. Да не беа суеверни во своите души, немаше ниту да ги прашуваат, ниту да одат при такви личности. Дали може верникот да биде под проклетство од такви луѓе? Како прво и основно, треба да знаеме дека Бог не дозволува неговите деца да бидат проклети. Зошто? Затоа што сето проклетство го зеде Исус врз себе, односно на крстот, зашто тој стана проклет заради нас. Тој висеше на крстот заради нас и нашите беззаконија. Бог е суверен Бог и тој владее и управува целосно со оние кои ги благословува и ќе останат благословени за секогаш. Тоа што е благословено од Бог е благословено за секогаш и не може повторно да биде под проклетство. Како второ и многу важно, христијанинот или верникот се наново раѓа преку Светиот Дух и станува нов човек во Христос, согласно она што го вели Павле, кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Ова е запишано во 2 Коринтјаните или второто писмо, до Коринтјаните 5 глава 70 стих. Имајќи нова природа, ние живееме во согласност со Божите правила и заповеди. Со помош и водство на Светиот Дух, имаме способност да се спротивставиме на стравот, бидејќи Светиот Дух живее во верникот и го заштитува. Апостол Павле вели:
Бог не ни даде дух на страв, туку дух на љубов, на себе владење. Во Римјаните 8 глава 11 стих е напишано: преку својот дух кој живее во вас. Павле сака да каже, тој живее во вас, ве заштитува и ве води кон секаква победа. Затоа, во никој случај не треба да се грижиме дали некој не проколнува или фрла уроци врз нас. Преку силата на Христовата крв, ние сме целосно, велам целосно заштитени и ослободени од сите проклетства. И затоа е напишано во прво послание од Јован, 3 глава, 8 стих: затоа се јави Божиот син, за да ги разурне делата на сатаната или на ѓаволот. Ниту една вражја сила, уроци, вражалства, магии или што и да е друго, немаат власт над верникот, бидејќи тој е ослободен преку Христовиот дух, а тој е Светиот дух. Апостол Јован вели: оној кој е во вас е поголем од оној кој е во светот. Прво Јованово писмо, 4 глава, 4 стих. Господ се јави, како што реков, за да ги урне делата на ѓаволот. Тој е поразен за секогаш. Псалмистот вели: Господ е светлост моја, или светлина моја, и моје спасение. Од кого да се плашам? Господ е тврдина на мојот живот, пред кого да треперам? И така, ниту еден човек, кога си станал верник, не може да фрла или да те стави под проклетство, преку магии или било што, бидејќи сето проклетство преку верата е одземено во Исуса Христа нашиот Господ. Нему слава во сите векови. Амин.